Почитувани гледачи на Автомагазин, добар ден. Во светот на автомобилите се случува затишје пред бура. Сите марки се притајуваат за да направат ерупција на престојниот салон на автомобили во Женева. Затоа ни се отвори простор да се позанимаваме со домашните работи. Партизанска е реновирана, но оставена во опасна состојба. Македонска премиера доживеа BMW X2, ке ве поведеме во Салцбург, каде се одржа 17-та гала вечер на Ауто Бест жирито. Ја започнуваме емисијата со вообичаениот терк. Тоа се флеш вестите. Најновиот член на X семејството на BMW го покажа својот возбудлив изглед и во Македонија. Уште од премиерата на концептот пред година и пол, X2 магнетно ги привлекуваше погледите, зрачејќи со индивидуалност од секоја пора. Дизајнот со нагласен и за баварските кросовери до некаде авангарден спортски дух, како да ветува досега неистражени нивоа на задоволство при возењето. Неговата појава остава впечаток од секој агол и представува спој на изразениот профил типичен за BMW X моделите со отменоста на спортско купе. Две карактеристики посебно го привлекуваат вниманието: препознатливата трапезоидна маска која се проширува на краевите и дополнителниот амблем на марката сместен за задните столбови. Дека е повеќе од класичен кросовер, упатуваат и други стилски детали кои ги наговестуваат перформансите на динамичната механика. BMW X2 првенствено е наменет за урбаните луѓе кои водат активен живот и се целосно поврзани со дигиталниот свет. Исполнете со најсовремени безбедносни технологии и поседува уникатни можности за персонализација. Базиране на BMW X1 и на располагање на нашите купувачи е со 2 дизела и 1 бензински мотор со моќност меѓу 190 и 231 конска сила. Преносот е на сите тркала преку 7 и 8 степена трансмисија. Нивните цени се движат од 38.600 па се до 52.800 евра. Од наредниот месец понудата ќе биде збогатена со нови погонски агрегати со помала силина и верзии со погон само на предната оска. Држејќи се цврсто до своите убедувања, Volvo го понуди компактниот XC40 со 3-цилиндричен мотор. Тоа беше најавено уште лани при неговото представување, но постоеа дилеми дали швеѓаните до крај ќе испаднат храбри во провоцирањето на пазарот. Сепак си останаа на зборот и за прв пат во својата 9-децениска историја еден модел на Volvo ќе биде задвижуван со мотор со 3 цилиндри. Дека ништо не му фали, треба да уверат техничките податоци кои споменуваат 156 конски сили и 265 Нм добиени од само 1,5 литри работна зафатнина. Самиот агрегат технички е базиран на 2-литарскиот Drive E турбобензинец со 4 цилиндри кој има модуларна конструкција. Тоа значи дека еден ден ќе може да се појави со 5 или 6 цилиндри, а до тогаш XC40 ќе ги убедува купувачите во предностите на новата механика, кај него спарена со 6-степен мануелен или 8-степен автоматски менувач. Аргументите за тоа му се забрзувањето до 100 км на час за 9,4 секунди, максималните 200 на час и просечната потрошувачка од 6,2 литри на 100 км. Оние кои сметаат дека последно наведената бројка е голема, ќе мора да се стрпат уште малку, бидејќи швеќаните веќе најавија плагин изведба на XC40. Како што вети на салонот во Детройт, Мерцедес ја подготви AMG верзијата на новата G класа. Иако веќе споменувањето на овие 3 букви кажува многу, сепак не кажува се. Но затоа првиот поглед јасно ја диференцира од стандардната изведба на новата генерација на легендарниот теренец. Маската, браниците и светлата се поинакви и не оставаат дилема за каква зверка се работи. Зад нив се крие битурбо V8 мотор од AMG 63 серијата, кој од своите 4 литри зафатнина извлекува 585 конски сили. Преку менувач со двојна спојка тие се пренесуваат до 22-инчните тркала, кои ќе ги свртат до максимални 240 км на час. Звукот што доаѓа од издувните цевки извлечени од страна пред задните тркала ќе го дигне адреналинот до небо при забрзувањето, кое до 100 км на час трае само 4,5 секунди.
Модификуваното ослонување и засилените сопирачки ќе ги кротат предизвиците, а интериерот во луксузен AMG стил ќе потсетува дека со овој теренец може да се ужива и во елегантно возење. Најголемото независно жири, составено од представници на 31 европска земја, неодамна во Салцбург ја организира традиционалната 17-та поред гала вечер. Повеќе утврденото правило, присутни беа најважните луѓе од светот на автомобилите. Се разбира, не сите, но ги имаше во толкав број што можевме да кажеме дека таа вечер центарот на автомобилскиот свет беше во Салцбург Фестхале. Годинешно во 17-то поред издание на Аутобест беше кронисана со гала вечерта која се одржа во секогаш прекрасниот Салцбург. Жирито, што ја доделува Best Buy Car of Europe титулата, односно автомобил кој нуди најмногу за својата цена, и овој пат на едно место ги собра водечките луѓе од конкурентските компании. Како и секогаш, тие со задоволство седеа заедно на иста маса и се дружеа меѓу себе. Високо ценета од сите, оваа најважна независна манифестација во автомобилската индустрија во Европа важи за настан со уметнички концепт од светска класа. Во тој дух беше и улогата на Моцарт во гала церемонијата на доделувањето на наградите. Според оригиналното сценарио, тој дојде од своето време, во 21. век, за да и се придружи на тркачкиот возач и автомобилски новинар Аманда Стретон како водител на програмата. Исклучителната архитектура на обележјето на градот, славната Салцбургер Фестшпилхаус, која датира од 1662 година, креираше пријатна и релаксирачка атмосфера во која уживаа сите. Најмногу представниците на Citroen, чиј C3 Aircross е годинешниот носител на ласкавата ауто без титула. За првото место пред останатите финалисти тој се избори со вкупно 1423 бода. Председателот на жирито Илија Селиктар во своите честитки до Линда Джексон и нејзиниот менеджерски тим за освојувањето на титулата истакна дека C3 Aircross се покажа како шампион во една силна конкуренција. Убедувајќи ги членовите на жирито дека е вистински избор за ова издание на Аутобест, овој модел на Citroen и на возилата од кросовер класата им донесе уште една победа. Со неговиот избор, жирито докажа дека не само што ги следи случувањата на пазарот, туку ги открива и трендовите, давајќи им на европските возачи вистински водич за купување автомобили што се погодни за утрешнината. Првата дама на Citroen не го криеше задоволството што токму C3 Aircross ја освои втората ауто без титула за француската марка. Во име на целиот тим се заблагодари за престижната награда, за која кажа дека е признание не само за квалитетите на возилото, туку и за целата работа направена од 2014 година до сега за обновување на брендот. Салцбург се покажа како идеална локација за старт на новата иницијатива на Аутобест наречена Алеја на славните. Со неа им се одава почит на личностите кои го посветиле својот живот за развој на автомобилите и нивната служба за подобар живот на луѓето. Првиот нејзин член, доктор Волфганг Порше, е еден од тие што го оставија својот белег во автомобилската историја. Тој со својот емотивен говор се заблагодари на најголемото независно медиумско жири во Европа, наведувајќи дека е горд и среќен за честа што му е пружена. Освојувачот на Менбест наградата, председателот на Гили Холдинг групата Ли Шуфу, не присуствуваше на гала вечерта поради кинеската нова година. Тој испрати видео изјава. Во неа тој рече дека Европа како родно место на автомобилите и колевка на индустриската револуција има големо значење за глобалниот развој на компаниите како Гили. Исто такво значење за него има и наградата која во негово име ја прими представникот на Гили Франк Клас. SmartBest наградата му припадна на SEAT за имплементирањето на Алекса во своите автомобили. Директорот за глобални комуникации на компанијата Кристијан Штајн рече дека оваа награда совршено го доловува фокусот на SEAT да биде најдобро поврзан бренд во индустријата. Туку-што започнатата соработка со светски познатата Алекса представува значаен чекор во промената на правилата на игра во поврзаната иднина.
При врачувањето на наградата Company Best, доктор Ралф Шпет како извршен директор се заблагодари во име на сите луѓе што работат во Jaguar Land Rover. Таа представува признание за неверојатниот пат на британската компанија под водство на неговиот менаџерски тим, надведувајќи дека AutoBest се обраќа на повеќе од 650 милиони луѓе на нашиот континент, што е бројка за која Jaguar Land Rover може само да сонува. Во име на учесниците во заедничкиот проект за тестовите за реалната потрошувачка на возилата, EcoBest наградата ја прими Филип Латерние од Биро Veritas. Извршниот подпредседател на ПСА Жил Леборн испрати видео порака во која наведе дека оваа значајно признание ја докажува оправданоста на иницијативата започната пред 2 години да се биде фер со купувачите. Неа францускиот производител ќе ја подигне на ново ниво со заострувањето на протоколот за мерење на загадувачките состојки во издувните гасови. Извонредниот Марек Рајхман во својот инспиративен настап ја посвети дизајн без наградата на целиот дизајнерски тим со кого раководи како главен дизајнер и креативен директор на Астон Мартин, зачекорувајќи во оваа единствено друштво резервирано само за најдобрите автомобилски дизајнери. Тој го заслужи ова европско признание и со својот значаен придонес за еволуцијата на Астон Мартин од производител на луксузни автомобили во луксузен бренд. Правејќи го својот напреден Safety Sense систем стандарден кај речиси сите своји автомобили, Toyota сосема заслужено ја освои престижната Safety Best награда. Дека признанието отиде на вистинската адреса докаже и неодамнешниот потег на компанијата која го надгради овој систем на активна безбедност кој е стандарден кај 92% од возилата на Toyota што се продаваат во Европа. Освојувачот на Спорт Бест наградата, Фридрих Енцингер, се заблагодари за неа во име на спортското оделение на Порше. Под неговото водство, тоа постигна неверојатни резултати за многу кратко време, поставувајќи ја марката на водечка позиција во моторспортовите. Врз основа на ваквите резултати, групата Volkswagen го промовираше господин Ерцингер да ги надгледува сите нејзини активности на спортските полиња. AutoBest Gala манифестацијата е големо финале на изборот што од 2001 година се одржува со цел да ги истакне квалитетите на автомобилите на европскиот пазар кои нудат најмногу за својата цена. Значењето на оваа гала вечер секоја година е поголемо. Уникатно замислена, оваа манифестација го прави скоро невозможното. Лутите конкуренти кои се борат за престиж на сите полиња седат на иста маса во пријателска и релаксирана атмосфера. Тоа го може само AutoBest. Следната гала е закажана за 8 февруари во Брисел. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Black of bees came to make it hotter. We beat the fire starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. Човек во темнина го обликува светот пред себе. Студ претворен во топлина, горчина во сладко. Создавање нешто од ништо. Едноставна убавина претворена во нескротлив звер. И токму во оваа спротивност лежи безпрекорниот вкус. Mercedes-Benz, the best or nothing. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам?
да... Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Од Порше стигнуваат вести дека компанијата дефинитивно ќе се прости од дизел моторите и целосно ќе се посвети на електриката. Вакво нешто беше за очекување, но сепак целата работа се чини малку избрзана. Причината за тоа лежи во Дизелгейт аферата, од која Порше успеа да се извлече без некои значајни последици. За да нема ризик по иднината на марката, одлуката за поднатамошниот развој во целост натежна кон електрониката. Бркајќи ги дизелите од понудата, прв на удар се најде новиот Кајен, кој ќе го следат Панамера и Макан. Тоа и нема да биде така страшно, бидејќи дизелите опфаќаат само 15% од глобалната продажба на компанијата. Иако добар дел од стратегијата за развој официјално не се коментира, сепак се знае дека електричната иднина на Порше ќе биде осигурена со инвестиции од 6 милиарди евра. Прв модел кој веќе има започнато да ги троши тие пари е Mission E, чија сериска верзија треба да биде представена наредната година. Од него во голема мерка зависи правецот во кој ќе тече развојот на гамата, додека се чека на издржани заклучоци од неговото прифаќање на пазарот, улогата на еколошки промотори ќе имаат неколку хибридни модели. Технологиите со кои сега се располага ветуваат доста, но сепак вистинското позиционирање треба да дојде со нешто сосема ново. Во поглед на тоа, сите се согласуваат дека хибридното издание на 911 ќе даде најсилен акцент за зацврстување на намерите на германскиот производител. Но од таму се децидни. Такво нешто најрано ќе биде подготвено за 2023 година, додека чисто електрична верзија на 911 би можела да се појави дури за 10 години. Доволен интерес за него постои, но раководството на Порше јасно има изјавено дека иако може да го понудат уште сега, не знаат да го сторат тоа. Како причина ја наведуваат тежината на батериите, за која сметаат дека е преголема. Најцврст доказ дека навистина мислат така е новата RS верзија на цивилниот тркач 911 GT3. Неговиот 4-литарски боксер мотор нема ни турбокомпресор, иако развива дури 520 конски сили. Специјално калибрираната трансмисија и до максимум олеснетата каросерија му даваат перформанси за респект, за чие кротење е задолжена унапредената аеродинамика. За споредба, Porsche Mission E ќе располага со 600 конски сили, што ќе биде доволно за забрзување до стотка за помалку од 3,5 секунди. Со едно полнење на батериите, тој ќе може да помине 500 км. Додека се чека на него, купувачите на 911 GT3 RS веќе застанаа во ред, потврдувајќи го своето место со 195.000 евра. Амбициозните планови на Сеат за одвојување на Купра како засебен бренд започнаа да се остваруваат. Шпанците во пресред на салонот на автомобилите во Женева го представија новото спортско семејство. Со идеја за репозиционирање кон повисоки пазарни води, неговите членови ќе имаат посебен идентитет и максимум извлечени перформанси. Дизајнерите и инженерите на шпанскиот производител добија поголема слобода при нивното креирање, прилика што тие веднаш ја искористија. Доказ за тоа е првиот сериски модел кој има чест да го носи новото лого Атека.
Нејзиниот дволитарски TSI мотор со 300 конски сили овозможува максимални 245 км на час и забрзување до 100 за 5,4 секунди. Во Купра пакетот се и системот за погон на сите 4 тркала, аеродинамичниот боди кит, адаптибилното ослонување и друго. Дел од опремата ги прескокнува дивите и завлегува во комфорните води. Такви се дигиталниот кокпит, безжичниот полнач за телефони, камера од 360 степени и доста други работи. Сепак агресивните дизајнерски детали заедно со спортскиот издувен систем со 4 цевки ќе го покажат вистинскиот карактер на оваа атека. Покрај Леон, кого веќе го познаваме, на неа во Купра семејството ќе се придружат уште Ибица и Арона. Една од најомилените предизборни активности е реновирањето на сообраќајниците. Изборите завршија, а лузните од празните ветувања останаа. Таков пример е булеварот Партизански одреди, кој е една од најважните градски артерии. Претходната градска власт започна со реновирањето, од кое беше со мизерен квалитет. Потоа се обиде да го поправи впечатокот, но остави огромни лузни. На потегот помеѓу крстосниците со улицата Рузвелтова и булевар 8 септември насекаде штрчат шахти, прокопани каналчиња, отсуствува цел слој на асфалт, а новиот градски татко како да го игнорира овој огромен безбедносен пропуст. Булеварот Партизански одреди е една од главните сообраќајни артерии на македонската метропола. Граден е во втората половина од 60-тите години од минатиот век со визионерска замисла да биде носител на сообраќајот во западниот дел од модерно Скопје. Тоа е и сега, половина век подоцна, кога низ него поминуваат повеќе од 60.000 возила дневно. Затоа и сите ние од се срце ја поздравивме неговата реконструкција, со која дотраениот и доста оштетен коловоз требаше да биде заменет со нов. Работите беа искористени на критичните места да се изгради и нова атмосферска канализација, како што е случај на потегот меѓу крстосниците со Рузвелтова и булеварот 8 септември во Карпош. Но, иако со проектот за санација и реконструкција беше предвидено да се постават 2 слоја нов асфалт, тоа не се случи. Во текот на есента градежната механизација се повлече, оставајќи зад себе 3 необележани ленти од широкиот коловоз и голем број шахти за неколку сантиметри повисоки од него. Финалниот слој асфалт недостасува, а не е завршена ниту работата околу островчињата на приодните улици кон булеварот. Иако представуваат голема потенцијална опасност за безбедноста на сообраќајот, никој не се потруди ниту да ги обележи како такви. Возачите кои ги знаат овие стапици, место да внимаваат на сообраќајот, околу себе гледаат да не удрат во некоја шахта, а оние кои не ги знаат се препуштени сами на себе и своите рефлекси. За реконструкцијата на булеварот Партизански одреди во Карпош 1 и 2 во должина од 900 метри, градот Скопје издвои околу половина милион евра. Рокот за нејзино завршување беше почетокот на учебната година, но дури ни сега во нејзиното второ полугодие таа не е готова. Во моментов од градските власти нема никакви информации кога може да се очекува да финишираат градежните работи на оваа наша клучна сообраќајница. За 3008 може да се зборува на долго и на широко. Ние го запознавме пред 2 години кога излезе од производните ленти и го тестиравме во рамките на финалистите на Аутобест. Не ја доби титулата Аутобест, но како утеха дојде титулата на Европски автомобил на годината за 2017. Може да кажеме сосема заслужено, бидејќи остварувањата како што се iCockpit, потоа храбриот дизајн кој го има на каросеријата, придонесоа ова спортско корисно возило произведено во Франција да стане бестселер во својата класа. На повторно возење го имавме Peugeot 3008. Првите впечатоци што ги добивме кон крајот на минатата година беа силни. Затоа во потполност ја оправдуваме титулата Автомобил на годината во Европа, а со големо изненадување ја добивме веста за овогодишната титула Женски автомобил на годината.
Токму поради тоа сакавме да го повозиме и да ги најдеме женските аспекти во 3008. Улогата како гласник на новиот дизајнерски јазик, пионер во имплементирањето на технологиите и надежите за иднината на марката, ова спортско корисно возило е неоспорна. Храбриот дизајн кој бескрупулозно ги открива мускулестите линии и поставува нови стандарди во класата се пренагласени. Можеби таквиот приот е атрактивен за припадничките на понежниот пол, па не ги кријат своите симпатии кон атлетски градената надворешност. Гледајќи го 3008 може лесно да заклучиме дека неговиот изглед не е функционален, туку е извонредно атрактивен. Каросеријата покрај острите линии е збогатена со впечатливи цитати чија синергија дава целина која никого не остава рамнодушен. Започнувајќи од маската на ладилникот, предните светла, динамичката контура па се до задниот дел на кого доминираат стоп светлата. Вака спакуваната каросерија поставена на 18-инчни тркала делува жешко, иако возењето се одвиваше на температури под нулата. Вела дека атрактивната надворешност е најлесен начин да се освои срцето на дамите, но многу од нив сакаат да добијат уште посилен впечаток за карактерот и внатрешните квалитети. Тука Peugeot 3008 несомнено е во предност. Со самото влегување станува јасно дека се наоѓате во возило ориентирано кон иднината. Комодитетот е одличен, седењето удобно, а престојот во кабината не може да здосади дури и на проберливите. 3008 е првото возило на марката со инкорпорирани iCockpit дизајн и одлики на внатрешноста. За неа, најкратко и најпрецизно би било ако кажеме дека серијата зафати го направи престојот едно од најпријатните места во сегментот. И пошироко, бидејќи на предното амбиентално светло и сензорските копчиња не се среќаваат така често, а по два дисплеја имаат само доста поскапите возила. Секој детаљ во интериерот инспирира футуристичко чувство и го позиционира 3008 таму каде досега никој не бил од масовните марки. Ако зборуваме за имидж и изглед, тогаш за Peugeot 3008 треба да одвоиме многу простор. Одличната ергономија и благородниот изглед на централната конзола делуваат ултра премиум. Кога сте зад управувачот на 3008 се чувствувате како во кокпит на интергалактички брод. Ова беа доволно причини карактерот на 3008 да го засакаат дамите. Ке се судриме со уште едно клише кое вели дека за жените не се важни возните својства. Дали е тоа така нема да елаборираме, но сигурни сме дека за дамите подеднакво е важна сигурноста како за мажите, ако не и повеќе. Со оглед дека огромниот дел од спортско корисните возила не се возат на терен, инженерите на Peugeot не се одлучија да вградуваат перманентен погон на сите тркала. Во возењето не се чувствува отсутноста на перманентниот погон на сите тркала. Иако имавме пневматици со универзални карактеристики, не бевме разочарани од возните својства. Немавме никакви проблеми или интригирачки ситуации. Водени од основните принципи на возењето по лизгави коловози, не ја искушувавме среќата и примерно ја исползувавме 3008-ката. 1,6 литрениот HDI мотор со 120 конски сили сосема безгрижно работеше и овозможуваше добри перформанси. Цело време возилото е под будниот надзор на електрониката, чие работење беше нагласено поради временските услови. Токму електрониката го прави 3008 умен избор. Незиното работење не прави чуда, но правилното функционирање влева само доверба кај возачот. Во секојдневно исползување 3008 се однесува одлично. Во целост доаѓа до израз удобноста, препознатливиот француски автомобилски шарм и маневрабилноста типична за Peugeot. Ако овие атрибути се женски, тогаш во потполно се слагаме со изборот. За крај останува да заклучиме дека машките и женските приоритети во возилата се помалку или повеќе идентични. Изгледот е релативна категорија, а убаво не е она што е убаво, туку она што им се допаѓа на луѓето. Ако Peugeot 3008 е прв избор на модерните дами, тогаш не гледам причина зошто не би го купувале и мажите. Мислам на оние вистинските.